Гласници на надежта. Глава 45. Тежина на доказите. Кога бев во средно училиште, мојата учителка по физика цитираше законот животот. За секоја акција има спротивна и еднаква реакција. Поради таа причина јас можам да одам и да имам сила да реагирам на повлекувањето на земјината гравитација. Тоа е причината затоа што ти можеш да одиш. Таков физички доказ може лесно да се види откако ќе ги разбереме и прифатиме. Во друг дел од животот, ние често сме многу бавни да ги признаеме или пак да ги прифатиме доказите кои се достапни за нас. Често сме тврдоглави, безволни, понекогаш бунтовнички, за да ги измериме доказите кои можат да бидат пред нас. Така беше и во деновите на Исус, во текстот во Евангелие по Јован, 9 глава, од 24 до 34 стих. Тогаш повторно го повикаа човекот кој беше пред тоа слеп и му рекоа: "Прослави го Бога, ние знаеме дека тој човек е грешник." А човекот им одговори: "Дали е грешник, не знам, но едно знам, бев слеп, а сега гледам." Тогаш тие повторно го прашаа: "Што ти стори? Како ти ги отвори очите?" Тој им одговори: "Веќе ви кажав, а вие не слушавте. Зошто сакате да слушнете повторно? Да не сакате и вие да станете негови ученици?" Тие го прекорија и рекоа: "Ти си негов ученик, а ние сме Мојсиевите ученици. Ние знаеме дека Бог му говорил на Мојсеј, а од каде е овој, не знаеме." Човекот им одговори велејќи: "Тоа е за чудење, што вие не знаете од каде е, а тој ми ги отвори очите. Знаеме дека Бог не слуша грешници, туку и оној кој е богобојазлив и ја врши неговата волја. Него го слуша. Откако е векот, не се слушнало дека некој му ги отворил очите на слепороден. Ако тој не беше од Бога, ништо не ќе можеше да направи." А тие му одговорија со зборовите: "Ти си целиот роден во гревови, ти ли ќе не учиш нас?" И го истераа надвор. Тоа го направија. Искуството на овој поранешен слеп човек не опремува со реалност со која ние мора да се справиме за да можеме да ги измериме доказите. Дозволете ми да ви ги донесам на вас. Гаранцијата доаѓа преку искуството. Празните аргументи никогаш не можат да не задоволат. Она што се случило е многу поосновно. Така, овој човек рече: "Едно знам, бев слеп, а сега гледам." Дали разбирате дека една несоодветна гаранција може само да бе доведе до лажен заклучок? Не можеш да започнеш погрешно и да излезеш исправен. И овој човек рече: "Едно знам, бев слеп, а сега гледам." Тој можеше да каже: "Кога ме праша да влезам во теолошки дискусии во позадината, јас не сум спремен за тоа. Но јас можам да ти кажам дека бев слеп, а сега гледам. Тоа ти го кажувам, мој пријателе, дека гаранцијата доаѓа пред искуството. Тоа што си го искусил, не може да се одрече." Има и втора реалност. Игнорирањето може да дојде со затајување. Ние може да се изјасниме за незнаење, избегнувајќи го она што е старо. Тие го праша исцелениот човек да даде изјава и да повтори. Може би има грешка во првиот извештај. Но човекот дојде и кажа што точно се случило. Всушност, тој не би им кажал на нив. Тој рече дека веќе им кажа еднаш и тие не слушнале. Зошто тие сакаа тој да повтори? Тој ја кажа вистината. Тој го кажа точно она што се случи. Исус зеде кал, ги намачка неговите очи и го прати во бањата Силоам да се измие. Тој отиде, се изми и се врати гледајќи. Но тие се обидуваа да го преиспитаат, да го стават во позиција каде ќе каже нешто поинакво од она што го кажал претходно. Навистина ме интересираше како тој ќе им одговори. Тој рече: "Зошто сакате да слушнете повторно? Да не сакате и вие да станете негови ученици?" Тој се откажа самиот и веднаш го фатија и почнаа да го навредуваат и да го понижуваат. Понекогаш незнањето го прави тоа. Го понижува противникот, ја навредува с противноста, тврдат супериорности. Но тие не беа отворени за вистината за тоа што овој човек го кажуваше. Тие ги затворија нивните умови. Намерното незнаење никогаш не е белег на интелигенцијата. Ова мора да го повторам. Намерното незнаење никогаш не е белег на интелигенцијата. Но има и трета реалност. Сигурноста доаѓа со признавањето на ефектите. Тоа што е направено носи свое сведоштво. Прогледувањето на слепиот човек не е работа на грешник. Секој треба да го препознае тоа. Ова беше искрено чудно завршено од Исус од Назарет.
Овие луѓе кои го обвинуваат човекот дека е ученик на Исус, нема да признаат што се случило. Тие продолжија да инсистираат дека кој да го направил чудото, но поради тоа што тоа се случило во саботата, мора да е грешник. Но тој човек почна да им предава на оние кои требаше да знаат. Човекот им одговори велејќи: тоа е за чудење, што вие не знаете од каде е, а тој ми ги отвори очите. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но овој човек ми ги отвори очите. Сигурно ефектот мора да е убедлив. Сигурноста доаѓа со признавање на ефектот што може да се види. Ефектот мора да се прифати ако сака да се добие вистината. Не можете едноставно да го затворите умот на она што е јасно очигледно. Ве повикувам да бидете сигурни да си ги измерите доказите. Тука се реалностите што ќе ви помогнат да го направите ова. Гаранцијата доаѓа преку искуството. Игнорирањето може да дојде со затајување. Не се подготвени да се соочат со тоа. Сигурноста доаѓа со признавањето на Бог за ефектот. Така, ве повикувам, не го затварајте својот ум. Држи го умот отворен за вистината. Гласници на надежта.